кој што е воедно и наш волонтер во Советот за превентива против малолетничка деликвенција. Марта, ти честитам, многу одлична изложба. Да те прашам, зошто баш фотографирање? Па многу. Фотографија ми се свиѓа многу. Имам многу старост, затоа е така. А кој дел од Кавадарци најмногу ти се допаѓа? Дефинитивно центарот. Од кога си вие волонтер, Марта? И вие волонтер во СППМД сум од ноември. Да, кога си одиш до Полска? Уште ќе останем тука 5 дена. Ти благодарам, Марта, и се надеваме дека повторно ќе те видиме на некоја ваква изложба. Па, многу. Причината е фотографии, изложба на една моја драга пријателка, на Марта Липинска од Република Полска. Пред да продолжам со официјалниот дел, ја би го рекол, сакам да кажам 2-3 збора за неа. За Марта Липинска, таа е родена во мај 1986 година во Вроцлав, Полска. По професија е филолог, со голема страст за волонтеризмот, патувањето и фотографирањето. Зависна е од чај, јас го знам тоа, и шпанскиот специјалитет шоколад кон шухо. Таман ли? Добро. Во последните 4 години живеела во Холандија, Чешка, Шпанија, Полска и Македонија. Од ноември 2011 е како волонтер во Советот за превентива против малолетничка деликвенција во Кавадарци. Добила прва награда на надпреварот за фотографија Темна страна Вроцлавија, темната страна на Вроцлав. Во март 2011 година со сет од црно-бели фотографии наречени Запомние трамваје, заборавени трамваи. Минатата година во Вроцлав беше незината прва изложба на фотографии именувана како Желандија Двоч Живолоу. Зеланд во два елементи. Се надевам дека добро ги прочитав јас овие работи на полски. Затоа што Марта до пред некој време мислеше дека сум пола пољак, според презимето, Коцевски. Значи вака, вечерва некако сме се обрани тука поради две причини. Значи едната е намерна, едната е ненамерна. Намерната е токму оваа изложбата на фотографија, а ненамерната е тоа што за жал Марта за 4-5 дена си заминува од Кавадарци, од Македонија и така некако спонтано не собра сите нас, нејзини пријатели, на едно место токму при крајот на нејзиниот престој во Кавадарци. Не случајно јас ќе кажам збор 2 за Марта како пријател и како кавадарчанка, затоа што јас Марта запознав уште вториот ден откако таа пристигна во Кавадарци. Во Паб Блу видов една непозната девојка која што пие точено дапче, а говоре англиски. Се запознаме истата вечер и јас уште таа вечер си ги покажав своите квалитети во познавањето, скромното познавање на полскиот јазик и ја испеав надобраноц добри вечер од Мечето ушко песничката, нели? И така почна нашата дружба. Значи вака, Марта, иако имаше во овие 10 месеци премногу обврски како член на СППМД, таа секогаш наоѓаше време за сите културни случувања настани во Кавадарци, джез концерти, рок свирки, театарски представи. Исто така секогаш наоѓаше време за на кафе
а кога велам кафе мислам за кригла дап или чаша црвено кавадаречко вино, да си изнамуабетиме на некој си чуден англиско-кавадаречки лав диалект. Со неа исто така беме заедно на еден семинар сега пролетта, 10 дена во Струга. Поминаме незаборавни 10 дена, од повеќе гледни точки, научиме премногу работи поврзани со самиот тој семинар кој што беше во организација на Зона од Кавадарци. Си поминаме убаво и онака како забава, а знаме дека некои од луѓето таму си дојдоа со скршени наочари. Нели? Вака, Марта остави одличен впечаток кај мене лично, остави одличен впечаток кај сите со кои што соработуваше и приватно и професионално, а еве со овие фотографии остава впечаток, односно печат на нејзиниот престој во Кавадарци и во Македонија, и се надевам дека овие фотографии ќе останат во архивата на СППМД. А сега би го поканил членот, односно представникот на Советот за превентива против малолетничка деликвенција, Ѓоко Нанчев, да каже 2-3 збора за неговата колешка. Малолетничка деликвенција или СППМД наскратено, нон-стоп има волонтери и ќе почнеме од самиот почеток за нашата волонтерка Марта, која пречекаме на аеродромот и направиме мала зафрканција. Прве ни кажаме македонците, посебно кавдарчаните, не се гостопримливи, не му го давај пасошот, ти ќе те тера да работиш на лоисто. И Марта која влези у таксито и само се завртив и викам "Give me your passport". И Марта знае нешто српски и каже "Зашто? Требете да видите таа фаца". Друго што може да кажем за Марта. Значи Марта од кога почна да работи у СППМД како волонтер и ги откриме тајните како фотографијата што е, затоа она беше задолжена за фотографијата на сите тренинзи кај беме. Едноставно што се вика на кавдаречки, на владете му работи кликерот за фотографија. Исто може да кажам за Марта. Си извинувам што ти го скршив апаратот за колегицата. Ама сепак со скршен апарат направи добро нешто. Друго, сега ќе кажам на англиски, морам да прашам нешто Марта. You remember the first hour meeting when we speak? I say, what is EVS for you? You say the project. You remember my sentence. EVS it's not only the project. EVS it's the friendship what you must made it here. And look at right now. You have a lot of friends here. And и сакам уште едно да кажам. Секоја организација како СППМД и сите организации би се гордееле со вако волонтерка Марта. Фала ти за се у прошлите месеци. Чест ми е што имам можност да ви ги представам некои од моите стики. Прво сакам да им се благодарам на сите кои ми помагнат. Значи, голема благодарност на директорот на Домот на култура за ово фантастично место, кој е мојот прекрасен водител вечерва. Голема благодарност до луѓето кои ми помагна со организирањето од самиот почеток, значи Даниел Луневски и Христо Димитров. Голема благодарност на мојата организација СППМД, која ме поддржуваше во оваа идеја од самиот почеток. Фотографите изложени на оваа изложба се од Македонија. Може да видите фотографии од Кавадарци, Прилеп, Охрид, Струга, Берово и други места. Ова се фотографии кои ги направив за време на мојот 10-месечни волонтерски проект овде. Тоа беа одлични 10 месеци за мене.
Научих многу нови работи и запознав вистински пријатели. Уживав во времето поминато овде и сигурна сум дека ќе се вратам наскоро многу брзо. Ви посакувам убава вечер и уживајте во сликите.